Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ, среда 15 април 2026 година. Нова веб платформа со проекти од сите сектори. Општина Кавадарци има отворени проекти во вредност од 19 милиони евра. Општина Кавадарци во интензитет со експанзија во комуналната изградба и со експанзија во сегментот на животна средина, урбано средување и функционирањето на општина Кавадарци како целна. Денеска заедно со раководителот од комунална изградба и урбана средина, заедно со раководителот од локален економски развој, со одделението за IT секторот, раководителот од мој општинар и раководителот од водовод и канализација комуналец, за интерес на јавноста и во транспарентноста сакаме да ги презентираме сите проекти и ситуации кои што се отпочнати и треба да се отпочнат и да се завршат во текомот 2026 година или впрочем во наредните години кои што се поголеми капитални објекти. Сакал да ги елаборирам по сектори. Во делот на комунална изградба, од општина Кавадарци заедно од владата предвоена од господинот премиер Христијан Мицкоски, имаме повеќе проекти. Тоа е старечки дом за општина Кавадарци, обиколница на град Кавадарци, младински дом, пионерски дом, гасификација на град Кавадарци прва фаза, реконструкција на градски отворен базен, изградба на кружен тек со спој Северен булевар и Едвард Кардеј, изградба на подпорни ѕидови во Општинско основно училиште Страж Пинџур Дреново, изградба на подпорни ѕидови на улица Партизанска, улица Слога партено уредување, доградба на спортски центар Јасмин, реконструкција асфалтирање на крак на улица Шишка кон Стокомак, асфалтирање на улица Вејко Влаковиќ спој со Цветан Димов, изградба на картинг патека со попратни содржини во делот над Ватоша, пристапен пат на улица 12 Другари Ватоша, асфалтирање на ров на главна улица во село Сопот, асфалтирање на улици во село Возарци, пробивање, тампонирање и асфалтирање на улици на Бел Камен, улица број 5, 9 и 7, асфалтирање на улици крак на улица Ѓорѓи Соколов, улица Дешка Тошева пополчување тротоар, улица Ѓорѓи Соколов крак прерадување на бехатон, Лазова Сијета пристапни скали, асфалтирање на улица Достоевска крак, асфалтирање на 16 јуни, пополчување во местна заедница Марена, пополчување во село Возарци, пополчување во село Раец, пополчување во село Ресава, пополчување и подпорни ѕидови во село Бегниште, пополчување во село Дреново, пополчување во село Брушани, партнерно уредување на дневниот центар за лица со телесна и ментална попреченост, доградба на покриен базен и воедно изградба на спа центар во склоп на покриен базен, супер маркет, односно биопазар за домашни производи и продукти, мост преку Луда Мара до село Марена Сопот, улица 25 мај Краци, трета фаза, пополчување тротоар на булевар Цветан Димов, пополчување на пешка патека на улица Праведничка, пополчување на пристапен пат до градски гробишта, Крстеми Сирков крак, пополчување на паркинг на улица Ѓура Салај, пробивање на крак на улица Дисанска, пробивање на булевар Македонија улица Ѓорѓи Соколов, изградба на улица 25 мај четврта фаза, лев крак од улица Домовица, пат кон Голеш и комплетна негова довршување, реконструкција на спортска сала во гимназија Добри Даскалов Кавадарци, улица Илчо Димов, улица Никола Минчев и улица Ферчо Поп Георгиев. Сите овие кои што ги напоменав како проекти во делот на комуналната изградба ќе бидат ставени на новата апликација на веб страницата и на Facebook страницата официјалната на општина Кавадарци и на градоначалник Митко Јанчев, каде што граѓаните ќе можат и со слика
и во делот на локацијата да ги видат местото на изградба и периодот од почнување и завршување на самите проекти. Во делот на ова комунална изградба, финансите средства споменатите на овие сите проекти, заедно со владата на Република Македонија и општина Кавадарци се со вкупна вредност од 14,5 милиони евра. Во секторот за локален економски развој при општина Кавадарци имаме повеќе проекти кои се отпоштат и треба се отпоштат, и тоа е изградба на дневен центар за лица со телесна и ментална попреченост, кој што веќе е во завршна фаза, опремување на истиот дневен центар за лицата со комплетна опрема и соодветен кадар, водоводна и канализациона мрежа од Ваташа до Моклиште и комплетно цела населба, канализациона и водоводна мрежа на улица Велико Велкович, реконструкција на улица Задругарска, реконструкција на градски базен, велосипедски патеки до Тиквешко езеро, детски игралишта во местноста Михајлово, реконструкција на Кавадаречки дол со негово затварање и уредување, спортски справи во местна заедница Ваташа и местна заедница Љубов, фитнес прави локација спортска сала Јасмин, фитнес прави прва локација на пешачката велосипедска патека, фитнес прави во втора локација на пешачката велосипедска патека која што се одвива до Моклиште. Сите овие проекти кои што се споменати исто така ќе бидат ставени на апликацијата се со вредност приближно од 3 милиони евра. Во делот на работењето на ЈП Комуналец, покрај нашите текони работења, ЈП Комуналец во нивното работење имаат повеќе реконструкции, доградби и изградби на водоводна канализациона мрежа и атмосферска линија од собствени средства и од собствени ресурси. Тоа се повеќе улици кои што исто така ќе бидат како ЈП Комуналец ставени во нашата веб страница и на Facebook профилот. И тоа се улици со вкупен број од 27. Отприлика да не ги цитираме сите, граѓаните што имаат интерес може да ги погледнат. Се одействува претежно на фекална канализација реконструкција, проширување на решетки, правење на атмосферска канализација и замена на водоводна линија. Вкупната вредност почетна е од околу 500.000 евра на ЈП Комуналец, кои што од собствени средства и со собствени ресурси ќе ги праве овие реконструкции во интерес на самите граѓани. Секторот Мој општинар покрај тековите работи, како и секоја година, оваа година има претежно обилна задача заедно со ЈП Комуналец и општина Кавадарци во делот на уредувањето партерно, озеленување на повеќе површини и садењето на дрвја на повеќе површини. Сите површини со вкупен број од 21 локација ги имаме определено сите, ставени се на веб профилот, може секој што има интерес или сака да запознае за да ги разгледа и виде. Ја би спомнал само сумирано негде над 1000 одгледани дрвја ќе се садат соодветни на тие 21 локација. Садење на цвеќиња ќе имаме над 6000 бројки и постоечки дрвореди кои ќе се уредуваат над 500 или вкупна површина од 27.000 метри квадратни, која што комплетно ќе се ретивизира и ќе се преработи. За крај би кажал во интерес на јавноста дека општина Кавадарци после динамичното работење и стигање 9-та година како градоначалник или почеток на третиот мандат, оправдуваме целокупната доверба на граѓаните заедно со јавните предпријатија, заедно со раководителите на секторот, со вработените во општина Кавадарци, со вработените во делот на јавните предпријатија, со вкупни отпоштати проекти кои што пред малку ги спомнавме од 19 милиона евра. И токму ова е таа преродба и една инвазија на изградба на капитални инфраструктурни значајни проекти за општина Кавадарци, при тоа не спомнувајќи ги приватните инвестиции кои текако имаат интерес да присуствуваат во дел на општина Кавадарци како брендови
компании од светски размери кои што почнуваат и инвестираат во општина Кавадарци. Со овие 19 милиона евра од почнати инвестиции, Кавадарци ќе го впишеме уште на повисоко, а и тука нема да застанеме, затоа што наредните чекори кои што ги има општина Кавадарци се многу поголеми проекти и проекти во делот на животната средина, комуналната изградба, инфраструктурната поврзаност, пограничната соработка со граничен премин и нормално грижичи се за земјоделието, лозарството, животната средина, образованието, заштита на граѓаните и во наредниот период кој што пред нас преостанува, е голем период, сакам да кажам дека да очекуваат граѓаните големи проекти, значајни проекти кои што до сега во нашата држава не се ни спомнати, а не па се отпочнување за работа. План за урбана мобилност помеѓу општина Кавадарци и Министерството за транспорт. Станува збор за дел од проектот кој се реализира во 5 општини и обезбедува обука за развивање и имплементација на вакви планови. Согласно договорот за соработка за имплементација на активности за развивање на план за урбана мобилност помеѓу Министерството за транспорт и општина Кавадарци, предвидена во проектната активност насловена како развивање на планови за одржлива урбана мобилност за 5 општини и обезбедување на обука за развивање и имплементација на планови за одржлива урбана мобилност, склучен на ден 21. август 2024 година, влегува во својата финална фаза на изготовка на стратегијата. Инаку, стратегијата за урбана мобилност е подготвена како документ и се објавува јавно. Проект за реконструкција на централното подрачје во село Манастирец. Проектот е финансиран од Министерството за транспорт и врски преку Светска банка. Во Манастирец се комплетира проектот за реконструкција на централното подрачје и асфалтирање на улиците во должина од 608 метри. Во моментов се работи на изведба на сообраќајното решение, со што значително ќе се зголеми безбедноста и ќе се воспостави поуреден сообраќајен режим. Проектот е финансиран од Министерството за транспорт и врски преку Светска банка, со што се обезбедува квалитетна и долгорочна инфраструктура за жителите. Општина Росован продолжува со реализација на капиталните проекти во сите населени места. Димитар Кондовски и македонските бајки од утре пред кавадаречката публика. Станува збор за 82 илустрации инспирирани од македонските бајки, изработени за издавачката куќа Детска радост. Утре четврток на 16 април од 13 часот во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци ќе биде отворена ексклузивна изложба на доајенот на македонската ликовна уметност Димитар Кондовски, насловена како Димитар Кондовски македонските бајки. Изложбата не враќа во магичниот свет на македонската устна традиција, оживеан преку маестралните илустрации на Димитар Кондовски. Оваа изложба представува редок увид во 82 илустрации инспирирани од македонските бајки, создадени во периодот кога Кондовски ја гради својата препознатлива визуелна поетика, синтеза на модерна стилизација, византиско наследство, орнамент и символика. Илустрациите за македонските бајки Кондовски ги изработил за издавачката куќа Детска радост. Неговите илустрации се визуелен јазик, што го преведува фолклорот во универзумот, разбирлив само за детето, но и длабоко значаен за возрастниот. Преку нив бајките ги поврзуваат генерациите, традицијата и современоста, меѓу зборот и сликата. Оваа збирка, сочувана како драгоцен дел од нашето културно наследство, сведочи за еден уметнички свет
исполнет со символика, емоција и магија, свет во кој храброста, љубовта и доблеста се основни вредности. Изложбата е и повик да се вратиме кон вистинските извори на имагинацијата и да ја разбудиме заспаната убавица во нас, преку силата на уметноста и раскажаната приказна. Председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицковски денеска одговараше на новинарско прашање во однос на одлуката на регулаторна комисија за намалување на цените на дериватите, а се осврна и на анализите на цените во маркетите. Во моментот размислуваме како да дојдеме до поевтини цени за граѓаните за одредена група на производи каде што имаме двоцифрен број проценти изголемување. И наскоро ќе излеземе со таков став, инаку имаме и производи кои што за волја на вистината и се поевтинети, што се однесува до кризната состојба. На вчерашната владина седница се донесе одлука таа да се продолжи уште одреден период. Ќе имаме дополнителна седница на која што ќе донесеме мерка за се уште да го држиме нивото на данокот на додадена вредност на 10% наместо на 18%, во зависност од цените на берзите, така ќе бидат и акцизите, нели? Има таму согласно закон колкави треба да бидат тие попусти, така што отприлика тоа е моменталната ситуација. Имам чувство дека високи функционери од претходната влада ќе бидат опфатени од прогони, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски. Мораме во државата да имаме подеднакви услови за сите, без разлика кој бил, како бил, дали некој е сегашен, дали е некој поранешен висок функционер, и тука не треба да има никаква дилема никој, барем додека е оваа влада и додека сум јас председател на владата. Но она кое што загрижува е фактот дека од опозицијата се уште не ја научија лекцијата и се уште живеат во оној свој паралелен свет, па никако не можете да слушнете, да речеме, да го повикаат Васко Ковачевски да се врати и да се соочи со правдата. И се чудам зошто во нивните пресконференции, доколку сакаат и пледираат да бидат реална алтернатива на оваа влада, не можете да го сретнете името на Васко Ковачевски и да го повикаат исто така да се врати и да се соочи со правдата. Понатаму исто така очекувам од истата оваа опозиција да биде вака критички и да се однесува вака критички како што сега се однесува, кога имам чувство дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, председатели на влада, нивни блиски од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Имам чувство, не велам дека имам информација, имам чувство. Очекувам дека и тогаш кога тоа ќе се случи, исто така ќе имаат вакви пресконференции и тогаш нема да велат дека тоа е политички прогон, туку истите тие ќе ги повикаат да одговараат пред органите, односно да ја докажуваат својата невиност. Падот на авторитарниот режим на Виктор Орбан има директни последици не само врз целиот регион, туку и врз оние политичари кои што беа под негова директна заштита. Тука секако спаѓа и Христијан Мицковски, наречен Орбан Джуниор, рече на денешната пресконференција Андреј Жерновски од СДСМ. Падот на авторитарниот режим на Виктор Орбан има директни последици не само на целиот регион, туку и врз оние политичари кои што се набележани на таа листа. Оние политичари кои што беа под директна заштита на Виктор Орбан. А тука секако спаѓа и Христијан Мицковски, наречен Орбан Джуниор. Вчера германските медиуми го потврдија тоа што СДСМ со месеци го зборува. Прво, дека се работи за една голема транснационална мрежа која што функционира под заштита на Виктор Орбан, под директниот чадор на Виктор Орбан, и второ, мрежа која што контролира медиуми, која што контролира финансиски текови и која што функционира врз собствена контрола на бизнис. Втора работа, што е многу битна и која што мора граѓаните да знаат, е тоа што вчера Германија
и Европа го разобличи Мицкоски. Го нарече, цитирам, авторитарен политичар. И го стави во друштво на Вучич и на Додик. И целата екипа ја нарече авторитарно братство. Ете како Германија, ете како Европа го перципира Христијан Мицкоски. Но за жал, ето како ја перципира и нашата држава. Тоа е корумпиран модел, систем на политичка, финансиска и медиумска контрола, директно спротивставена на европските демократски вредности. Или, ако сакате, продолжена рака на Русија во Европа. Германските медиуми точно го потврдиат тоа што СДСМ го зборуваше што ќе се случи ако падне Орбан. Тоа значи слабење на авторитетските и антиевропските влијанија. Се сруши главното оружје кое што го користеше Мицкоски, а тоа дека се ова наративи на СДСМ. Не. Ова што денеска Европа и Германија го оценува кај Мицкоски, веќе не е напад на домашната опозиција на СДСМ. Ова се нарекува меѓународна диагноза. Тоа секако е лоша вест за Мицкоски и неговата екипа, но е добра вест за граѓаните, затоа што СДС и Филипче, наместо да бидат кредибилна опозиција и коректив на власта, се занимаваат со избори на кои сестринските партии им усвојуваат 1% од гласовите. Пресконференција на Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. СДС и Филипче, наместо да бидат кредибилна опозиција и корективна власта, се занимаваат со избори во друга држава на кои сестринските партии им освојуваат 1% од гласовите. Наместо реформи, аргументирани критики и издржани предлози, од СДС и Филипче гледаме само ширење на лаги, демагогии и празни флоскули. СДС и Филипче, овој фокус кој што го имаат во изборниот процес во Унгарија, треба да го посветат во партијата и да се запрашаат зошто сите поранешни функционери бегаат од нив, а сегашни функционери се дистанцираат и водат поинаква политика од лојалистите на Заев, предводени од Филипче. СДС и Филипче, исто така, наместо да ликуваат на победата на Маđар во Унгарија, кој патем доаѓа од партијата која е сестринска на ВМРО ДПМН, треба да си се запрашаат зошто само 60% од делегатите им дојдоа на Конгресот. Исто така, СДС и Филипче, кои толку многу се занимаваат со изборниот процес во Унгарија, треба да кажат дали нивната сестринска партија која освои 1% од гласовите им е репер и дали сакаат и тие да стигнат до тоа ниво. Со овие антидржавни политики, кои се синоним на политиките на Заев, СДС и Филипче ќе станат маргинална партија. Продолжуваме со спортот. Кошаркарската федерација го одложи целото коло во плей-оф и плей-аут сегментот поради настапот на ТФТ во полуфиналето од АБА-2 лигата и за да нема развлекување и чекање второто коло, наместо денеска ќе се одигра викендов. Наместо денеска, второто коло од плей-офот и плей-аутот од кошаркарскиот шампионат на Македонија ќе се одиграат за време на предстојниот викенд. Имено Кошаркарската федерација на Македонија донесе ваква одлука поради фактот што екипата на ТФТ обезбеди историско учество во полуфиналето од АБА-2 лигата. Македонскиот представник, вториот реванш надпревар против Сутјеска, го игра вечерва на свој терен, па така нема да може да ги одработи домашните обврски. Кошаркарската федерација на Македонија затоа реши да нема развлекување на колото и одлагање на надпревари, односно чекање, па сите надпревари од второто коло ги помести за следниот викенд. ТФТ токму во ова коло ќе го одигра можеби најважниот надпревар сезонава, затоа што ќе се соочи со актуелниот шампион МЗТ Скопје на домашен терен. Инаку ТФТ има водство од 1-0 во серијата со Сутјеска, што значи дека со евентуален триумф вечерва ќе се пласира во големото финале на АБА-2 лигата.
Утре не очекува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер, температура од 10 до 23 степени. Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Од понеделник повторно се очекуваат локални врнежи од дожд и изолирана појава на грмежи. Благодарам што бевте со нас, дневникот заврши, имајте пријатна вечер.